Кога Пиер седи и бил дете, го гледал цртаниот филм X-Men, каде еден од ликовите користел нервна кацига. Сега, 25-годишниот студент по инженерство на Политехничкиот оддел за електротехничко и компјутерско инженерство на Универзитетот во Киншаса, работи на тоа да ја направи оваа научна фантастика реалност. Тој создаде уред кој им овозможува на корисниците да контролираат робот користејќи мозочни сигнали. Le système que nous avons développé et que nous avons nommé Cerebro. Системот што го развиваме и што го нарековме Cerebro е она што се нарекува интерфејс мозок-машина. Тоа е систем кој е способен да ја чита електричната активност на човечкиот мозок и да може да ја интерпретира благодарение на вештачката интелигенција. Системот користи кацига што ја чита електричната активност на мозокот со 14 сензори и електроди. Кацигата е поврзана со компјутер за собирање податоци, кој ги пренесува информациите во команди за робот. Во моментов, интерфејсите на мозокот машина се развиваат во лабораториите на големите универзитети ширум светот, за да им овозможат на лицата со попреченост, вклучително и квадриплегичари, луѓе кои повеќе не ги користат рацете или нозете, да можат да ги контролираат предметите во нивната околина, директно од нивниот мозок. Во земја, каде што научното истражување не добива значителни државни средства и има малку потенцијални инвеститори, предизвиците за овој млад пронаоѓач се огромни. Lorsqu'on développe une interface cerveau-machine, le premier challenge se situe. Кога се развива интерфејс мозок-машина, првиот предизвик лежи во трошоците за набавка на материјалите, бидејќи материјалите за ова истражување се многу скапи, без разлика дали тоа е софтвер или хардвер. Еден од професорите на СЕДИ се надева дека неговиот проект ќе ги инспирира другите и ќе започне со инвестирање во овој тип на истражување. Ако има повик до властите, тоа е дека тие мора да инвестираат во истражување, во обука на инженери на високо ниво, бидејќи целиот економски и социјален раст на секоја земја зависи од квалитетот на овие инженери, кои мора да бидат во многу големи бројки. Иако нервниот уред е во рана фаза на развој, СЕДИ верува дека можните употреби и апликации се бесконечни.